и од Австралиско-македонскиот комитет за човекови права од Мелбурн, Австралија. Денес се држиме ова трибина која е во склопот со нашата кампања "Никој нема право да преговара за моето име". Партнери ни се Центарот за истражување и креирање политики. Пред да продолжиме со темата на ова трибина, зошто и дали треба да се прекинат преговорите со Грција, сакав само да зборнам неколку зборови за оно што се случуваше досега, посебно за некои негативни реакции од медиите во врска со учеството на диаспората во животот на Македонија. Бевме обвинети дека ова кампања е финансирана од власта. Официјално ви кажувам дека тоа не е точно. Исто така читав и слушав изјави дека македонските иселеници или диаспората, за разлика од другите диаспори, не присуствува во македонскиот живот, не праќа дознаки. Сакав само да ви посочам дека Глобус магазин од издание од јануари ова година има една по-долга студија "Парите на иселениците ја спасуваат Македонија". Ви препорачувам сите да ја прочитате тоа и да видите навистина колку диаспората придонесува за доброто на Македонија. Сакам исто да кажам дека поделба диаспора македонци всушност нема. Ние сме истите луѓе кои едноставно заради некои причини морале да заминат надвор, да бараат некаков поинаков живот. Политички, значи и диаспората и жителите или македонците во Македонија имаат исти пристап кон проблемот со името. Значи сите анкети покажуваат од 80 до 90% од испитаниците, меѓуетничките македонци, се против промена на името за влез на Европската Унија и за НАТО. Ние не сме против тоа Македонија да влезе во Европска Унија и во НАТО, меѓутоа сме против да влеземе со променето име. Значи сме против тоа што овие организации ни наметнуваат дополнителни услови. Знаеме и гледаме дека Грција всушност со својата надорешна политика ги држи и НАТО и Европска Унија како заложници и не им дозволува нас да ни дозволат да напредуваме. Сега да преминам на темата зошто треба да се прекинат преговорите. Значи, ние веќе преговараме 18 години за нешто што ниедна нација досега во светот не преговарала. Со самото тоа што преговараме, ние даваме сигнал дека евентуално ќе направиме компромис. А тоа знаеме дека е невозможно. Компромис е невозможен, бидејќи секаква промена на името ќе ни го промени и идентитетот, а и името и на јазикот. Значи, компромис спрема нас не може да има. Прекин на преговорите би значило и тоа дека им даваме сигнал на нашите пријатели во Европската Унија и во Соединетите Американски држави и секаде на светот дека треба да се бара друго решение. Значи, компромис македонскиот народ не сака да направи. Значи, уште еднаш повторувам, тој е очигледно и од сите анкети и сите испитувања на јавното мнение. Толку од мене. Сега му давам зборот на председателот на Центарот за истражување и креирање политики, професор доктор Жидар Даскаловски, кој ќе биде модератор на оваа трибина. Повели Жидар. Добро, во свойство на модератор само две реченици како вовед. Сметам дека крајно време е Македонија дипломатски да се потруди да се постави на тест пред Меѓународниот суд на правдата легалноста на приемот на Македонија во Обединетите нации со тие два дополнителни услова, односно условот да се разговара околу разликите кои што настана за прашањето на името и второ да биде привремено нарекувана
бивша Југословенска република Македонија во рамките на Обединетите нации. И втората работа, што како краток бове две работи сакам да истакнам. Втората работа е дека од голема важност е какви се перцепциите во меѓународните односи, односно дипломатската умешност да се стават во своја полза одредени процеси, односно одлуки. Грчката дипломатија многу умешно успеа она што беше наведено во таа 93 година, дека Македонија за потребите на Обединетите нации ќе биде привремено нарекувана бивша Југословенска република Македонија, успеа таквиот пристап да го наметне на сите меѓународни институции. Значи не зборуваме тука само за Европска унија и НАТО, туку и за секакви други меѓународни институции, како што е Меѓународен олимписки комитет, секакви други асоциации и здруженија. Втората успешна дипломатска активност на Грција е тоа разговорите околу разликите на името да ги сведе на разговори за суштествени промени на македонското име. Значи, веќе не станува збор за разговори околу разликите на перцепцијата кој како го сваќа проблемот, туку и за тоа како треба Македонија да се нарекува. Значи, во последните 17 години македонската дипломатија е во дефанзива и македонската дипломатија не успела да го наметне својот став дека разговори околу разликите за тоа како Македонија се нарекува не треба да се сведе на тоа за да се преговара и да се разговара околу името на Република Македонија. Сметам дека прашањето дали и зошто треба да се прекинат преговорите со Грција е второстепено по важност. Првостепено е да се почне таа дипломатска активност, која ќе го оспори нелегитимниот прием на Македонија во Обединетите нации. И доколку станува збор за прекин на преговорите, тоа Македонија треба да го направи многу внимателно, затоа што перцепциите повторно ќе бидат многу битни и Македонија не треба да се стави во положба да се свати како неконструктивна странка. Напротив, треба да се, да речеме, да се јавно да се прикажат нашите ставови и да се даде некој, да речеме, разумен рок од неколку месеци по кој Македонија треба да едноставно поднесе резолуција во Генералното собрание и да побара, бидејќи не постои никаков договор и никаков прогрес во тие разговори околу разликите со името да побара да биде нарекувана Република Македонија. Значи, да се направи една агресивна кампања која што внимателно ќе се постави во меѓународната јавност заради тие перцепции од кои што ние доста страдаме, како што напоменав во минатите 17 години. Сметам дека и говорниците ќе елаборираат на овие теми. Прво да го представам професорот Сусуловски и да му дадам збор нему. Повелете. Покана и мислам дека вакви средби треба да бидат се почести, бидејќи навистина проблемот ги премина сите очекувани граници. На почетокот би сакал да потенцирам две според мене битни нешта за да нема накнадно некое недоразбирање. Прашањето или дилемата не е дали во Европа, тоест во Европската унија, туку прашањето е како во Европската унија. Дали со симната или свената глава или со дигната глава, на штит или под штит. Тоа е првата суштинска дилема која треба веднаш да се назначи. Значи, пак повторувам, не дали во Европа, туку како во Европа. Втората начална теза е следната. Ниту една влада, седно која и да е, нема право да одлучи како некој народ ќе се именува сега и натаму и како ќе се именуваат македонците во така наречената дијаспора. Кој има право да донесе таква одлука и од утре, да речеме господинот Атанасовски, да не биде во Соединетите Американски држави македонец, туку да биде не знам што гагаус или како веќе некој можеби ќе одлучи. Тоа се двете почетни начални напомени кои чувствував да ги кажам. Бидејќи реков, проблемот е доста сложен, макар што од друга страна и едноставен,
зависи како се гледа, а времето е ограничено. Јас понесов со себе неколку тезички, бидејќи многу полесно е кога имате подолго време, потогаш имате поголема слобода на размислување. Вака мора строго да се придржувате до некои временски рамки. Сметам дека разговорите треба веднаш да бидат прекинати. Зошто? Па аргумент е фактот дека за името разговараме веќе 20 на години. И то не од нашиот влез во Обединетите нации, туку сетете се 1992 година во Лисабон веќе беше доведено во прашање името на Република Македонија како нејзин услов во евроатлантските интеграции. Ако нешто трае 20 на години, а ни приближено не е до своето решение, јасно е дека треба да се прекине со таа јалова работа. Понатаму, не знам дали приметивте, јас го потребив зборот разговори, а не преговори. Тоа се две суштински разлики. На почетокот воопшто не беше споменуван терминот или зборот преговори, туку разговори, бидејќи разговорите, така ни беше објаснувано, на ништо не обврзуваат, значи ни едната страна не обврзуваат на некакво решение, туку напросто ќе си разговараме. И јас уште во тоа време, во повеќе медиуми, во повеќе своји текстови, истакнував дека да се разговара, а да нема при тоа некакво конечно решение за едната и другата страна е само по себе безсмислено. Но како што забележувате во последно време, скоро никој или никој веќе не го потребува потиснатиот, веројатно намерно потиснатиот термин разговори, туку се говори за преговори. Значи, ние сега преговараме околу некакво решение, а преговорите веќе треба да завршат пак со некакво решение, тоест тие на некој начин обврзуваат. Никој умен досега не успеал да објасни кога разговорите од разговори преминаа во преговори. Или може би умее, но не сака тоа да го каже. Но бидејќи извршен една таква замена на тезите од разговори да се премине кон преговори, тој е аргумент повеќе зошто да прекинеме со преговорите. Понатаму, треба да прекинеме со преговорите, па макар сега некој почнал да ги именува како разговори, како што беше на почетокот, и заради следново. На Грција никој не и смета, нити